Почитувани гледачи, добри ни дојдовте во уште една најнова наша сцена. На едно место од целата ексклузива токму за вас од македонската естрада, што беше актуелно во текот на изминатите 7 дена и кој што се сработи. Се разбира на музички план, ексклузивно во оваа наша сцена. Накратко, ја имате Анита Наковска со сето она што таа го сработи и е ново кај неа. Слагена Столевска, стружанката, која што исто така има кавер преработка на песна и секако се разбира она што е наше производство, имаме две промоции на добри македонски песни. Причина повеќе за да бидете заедно со нас. Започнуваме со најновата наша сцена. Како што кажавме во самата најава, ние ќе ја започнеме со промоција, она што значи новитет, како нов видеозапис од богатата музичка ризница на Импродукција. Изминатиот период се работеше на најновиот видеозапис од Дамјан Стојановски, најбараниот фолк пеач во нашата земја. Тој неодамна изработи видеозапис за неговата нова песна која носи наслов Мајко, чекај ме.
kraj tebe. Станува збор за бунтовна и реална жена, но доста верна и истрајна на традицијата. Сигурно погодувате, станува збор за Анита Наковска, познато фолк име во македонската музичка сцена. Таа во изминатиот период реализираше и видеозапис заедно со Импродукција, а песната носи наслов "Тешко на предавниците". Анита беше гостинка во Импродукција, со неа поразговаравме на повеќе слободни теми, како и таа ни откри дека влечи корени токму од егејскиот дел на Македонија. Повеќе од разговорот со Анита и премиерно нејзиниот видеозапис. Почитувани гледачи, со посебна чест и задоволство во денешнава наша сцена ми е драго особено да ја најавам нашата добро позната фолк легенда на македонската музичка сцена, Анита Наковска. Ане, добро ни дојде. Добро ве најдов, девојче, убаво, честа е моја. Ти благодарам за убавата најава. Како и секогаш, јас се чувствувам тука буквално како дома, толку сум опуштена и релаксирана, ќе си правиме муабет како по дома да сме. Така, буквално, впрочем, таков мераклиски муабет. Така, наши сме си Така, сме си блиски, како и приватно, така и професионално. На некој начин се соединивме како тим, кој што победува и не се менува. Ете така, сега го кажа, најточно. Така. Поводот за твоето гостување денеска во наша сцена е она што е најново од твојата музичка богата ризница. Може би песна која што најдобро се вклопува во сегашната ситуација во нашата земја во која што живееме. Носи наслов "Тешко на предавниците". Неодамна доби видеозапис оваа песна, па ајде нешто повеќе да кажеме. Која напише оваа песна? Со кого ја снимаше? Така, значи, во мене одамна, како да кажам, вриеше, крчкаше силна емоција која што се противи на сето она што се случува во нашата земја. Или како секој еден човек кој што си ја љуби татковината, го боли тоа што гледа дека го прават на неговата земја. И уште од летото, одамна од летото, јас почнав да ми доаѓаат така идеи. И веќе кон крајот на летото беше скоцкана, готова, спремна музиката, текстот. Значи јас сум автор комплетен на музика, текст, аранжман, идеја за аранжман, нели? Како сакам да звучи тоа. И подоцна малку се развлече аудио снимањето, бидејќи Мартин Вучич го чекав да се прибере од одмор и тапан тој одлупа, бидејќи не знам колку им е познато на гледачите во светот на музичарите, познато е името на Мартин Вучич како најдобриот кого год да сум прашала за тапан да отчука кој е најдобриот. Сите ми одговориле од музичарите, на врвот е Мартин Вучич, потоа има празни места, потоа доаѓаат сите другите панџи. И јас реков, оваа песна за мојата Македонија која што зборува и пее, со болка и тага ја исплакува нашата болна историја и судбина и сегашност, го заслужува само најдоброто. И токму затоа реков, Мартин мора да чука тука, ќе го чекам кога и да дојде. И Џелјо Дестановски, кој што го знаеме, нели, на Зурла, свири на преубави песни, како на Докторе со Дамјан соработка, еве јас со него почнав соработка, бидејќи тој би рекла дека е, нели, врвниот. Најдобрите инструменталисти, Сашо Ливрински свири армоника, значи Дејан Миленковски од Академци го направи аранжманот, ја склопи песната, кај него во студио ја отпеав и зема малку време додека да слегнат работите некако. Само по себе спонтано си дојде како требаше да изгледа спотот. Значи, самото тоа, јас знам секогаш, не сакам да ги форсирам работите за ништо во животот, спонтано самото ќе си каже, си доаѓа тоа што треба да биде, како треба да биде. И потоа идејата беше повторно, како и секогаш за спотовите, впрочем, на мојот сопруг, да искористиме локација преубава, над Велгошти, каде што живееме ние, Свети Илија црквата, која што спаѓа во планината Петрино. Петрино и Габреште тука, нели, до Галичица. И тоа е еден прекрасен локалитет. Значи ги опфативме сите убавини тука на Свети Илија и подоцна имавме и кадри снимано на Зајдисонце, откако се спуштавме надолу од Свети Илија па надолу кон Велгошти. Значи тука тие убавини ги доловивме, верувам дека како што тоа го може НТВ, се знае врвно и најдобро,
Навистина се доловија прекрасно тие убавини, секоја чест. Благодариме. Како и секогаш, како што речет, Да. не се менува тоа што е Так. проверено. Так. Најдобро не се менува, значи нашата соработка си трае и ќе си трае со Господ Так. напред, секогаш да сме живи и здрави само. И тоа е тоа што би можела да кажам ете за спотот за најновата песна. Така. Често пати како репер го земаш твојот сопруг, често пати знаеш да кажеш дека тој што ми ја слушне таа песна и ти дава критика дека тоа ќе биде хит и гледаш максимално да се посветиш на тоа. Колку е тоа позитивно за твоја добронамерна критика, а колку негативно? Па во секој случај тој има неверојатен сенс за музика и љубов кон музиката. Тој не може да живее без музика, значи буквално диши со музиката, слуша постојано и самиот во неговите детски и тинеџерски денови свирал армоника, така да му е во крвта, во гените. Така. А единствен мајстор и маестро кој што тој најмногу го обожава и го почитува, еден и единствен онака за секогаш, му е Милан Завков. Така. Така да сега планираме, еве сега име повлече, не планирав, меѓутоа ќе откријам, планираме еден лайв проект, шоу, заедно со маестро Мики, Милан Завков, да снимиме, да изработиме. Тоа се одбрани песни македонски кои што не се пеани или некои многу малку пеани, дури непознати, а се неверојатно убави. Пред се патриотски, има и неколку љубовни, меѓутоа мене најмногу ме повлекува сето она што е поврзано за историјата на нашиот народ, кој што страда низ векови и е раселен по целиот свет од тие страдања, од тие прогони, од сите тие окупатори. Значи, тоа се песни останати од нашиот народ кои што јас премногу ги почитувам и сакам да ги отпеам, бидејќи не се експонирани доволно. Така да, а инаку мојот сопруг некогаш умее и да погреши, што е многу ретко. Секогаш онака погодува и потрефува. Сега конкретно за оваа песна Тешко на предавниците, не очекуваше тој ништо од песнава. Буквално тој не веруваше дека било како ќе помине оваа песна. Не очекував ниту јас, немав очекувања. Јас ја направив затоа што мојата душа плачеше, мене срцето ми крвареше. Јас ја пишував и плачев, јас пеев во студио, ја снимав и плачев. Значи, страшна е ситуацијава кај нас. Си ја губиме земјава. Дали мене во тие моменти ќе мислам јас песнава како ќе помине. Значи, последно нешто е тоа што го мислам. Болкава е таа што ме мотивираше. Така. И се случи нешто што не очекувавме воопшто, најмалку, ниту тој, ниту јас. Песната веднаш ја преземаа на Македонски народни песни, има една веб страница, кој што луѓе не го откриваат својот идентитет со полно право, бидејќи веднаш ќе бидат нападнати, ќе им биде укината и страницата и се, значи за да го зачуваат нашето македонското, колку се борци тие луѓе, прекрасни луѓе ги поздравувам. Ја ставија и се случи чудо. 700 и нешто или 800 shares, пати споделена. Лајкови 800-900, коментари од честитка до честитка, од коментари што толку ми го допреа срцето, толку ме усреќа, бидејќи сватив истото што се случи и со референдумот, сватив дека нашиот народ во глобала е она што со кое што јас се гордеам, кое што и очекував и предчувствував дека е. Нашиот горд македонски народ гордо застана и кажа не, нашата земја не можеме на тацна да ви ја дадеме за да ние нешто, нели, да си ги кроите вашите политики преку наш грб и да не нас негирате како народ, да не натерате самите нашето постоење да си го негираме. Значи, не можам да ви го опишам чувството кое што во мене се влеа од таа енергија, од таа љубов која што ја почувствував низ сите тие честитки и истомислениците мои, луѓево. Значи, видов дека мојата болка е болка уште на илјадници луѓе, не можам да кажам милиони нешто, вкупно се луѓето кои што се изјаснија не, кажа. И тоа ми даде храброст, сила и поттик да издржиме, дека се случува што се случува, но и едно предчувство дека ќе се случи некое чудо и подобри времиња ќе се случат и не знам, некако Господ ќе ги намести коцките, ќе не погледне на еден посебен начин. Ние сме библиска земја, впрочем. Исто тоа го кажував и на интервју. Еве исто ќе кажам голем поздрав. Од Австралија ме интервјуираа неколку радија и навистина сум им благодарна. Господјата Сузана Митева, токму вчера имавме интервју на радио 22XX FM од Камбера.
Потоа господинот Нафис Реджеповски, исто така тој во 2 наврата ми направи интервју и навистина многу му благодарам. Исто така од радиото од Перт, господинот Драган, кои што се добро познати таму на слушателите. Исто така во неколку наврати тој ми направи интервју, само иницијативно, луѓето ме побараа и ми велат дека постојано се јавуваат во радиопрограмата луѓе и ја бараат песнава и плачат со песнава. Значи, тоа толку длабоко ме трогна и како да кажам, еве, едно македонско срце, едно цело, распарчено низ цел свет, кога чука заеднички истовремено пулсира, тоа го чувствувам токму со сите овие коментари и јавувања, да е едно неописиво чувство, навистина прекрасно. Так. Мислам дека сонце имам во градите. Так. Од иста страна како и болка, меѓутоа, ете, таа една топлина која ми дава надеж дека нештата нема да останат вака како што се сега. Токму како така. што е црно сега во моментот се. Така, токму така. Да се надеваме дека нема да биде така и нема да биде сето тоа допуштено така лесно. Со оглед на тоа што само 2 дена има, неполни 2 дена откако веќе видеозаписот е излезен, навистина прегледите се преголеми. Бараноста и споделувањата исто како што кажа се преголеми. Колку она што влечиш корени од егејскиот дел на Македонија преовладуваше кај тебе? Многу, јас подсвесно мислам дека тоа е можеби и пресудно на еден начин во еден дел, бидејќи јас не знам од каде доаѓаат толку тие силни чувства и емоции во мене, па си реков, веројатно нешто до гените е. Тоа е од таа генетска, бидејќи сум кажала, нели, моите прабаба и прадедо од кукуш потекнуваат, тие се толку многу измачувани и малтретирани, нивните родители се убиени. Мојата прабаба Ката завршила во Струмица, мојот прадедо Милан, незиното братче, завршил во Софија, каде што е посвоен од фамилија, таму растен, живеен цел живот во Софија, во Бугарија, значи јас имам роднини таму. А пак незиниот сопруг, кој што подоцна го сретнала, мојот прадедо Гоце, дедо ми Гоце, тој е внук од прв братучет на Гоце Делчев и по него е крстен Гоце. Па веројатно нешто тука има од тие гени што ете мене не ми дава да седам мирна буквално на моја штета. Значи губам на многу полиња, на многу страни губам, бидејќи сегашната актуелна власт тера една гестаповска политика, можам да кажам, и од многу страни шамари добивам, меѓутоа не можам против себе, тоа е посилно од мене. Просто да се поклонам некому што не можам да се сложам со тоа, само заради некој мој личен интерес и финанси, јас тоа не го можам. Тоа не сум јас. Непокорот вирее во тебе, Непокорот, токму така. Како непокорот и на многу луѓе кои што им се беа страшно заканувале, кои што беа уценувати со бркање од работа и сето тоа и повторно не излегоа на референдумот. Ете, тоа е тој мој македонски народ на кој што сум јас горда. Веднаш јас истата вечер, кога видов дека пропадна референдумот, тоа и го објавив на Facebook статус, го споделив, бидејќи срцето ќе ми пукнеше од гордост, од тоа што се случи. Значи, сватив кој е македонскиот народ еднаш и за секогаш. Многу не подценуваат. Многу. Во ред, да го погледнеме премиерно видеозаписот, а не? Тешко на предавниците, а вие, почитувани гледачи, уживајте во овие прекрасни музички звуци.
me. Velat nije, ne postoji me. Tolku zloka i kegi odnese, koji li bekol kegi sobere. Braća so srca junački, za rodina da se porobi. Ve frlija v crni zandani, a dušman poveli drumovi. Teško da predavnici te, site boreco dušmanite, ne zna za Božja pravdina, ne mislat na pokolenija. Što ni brišat zemlja iskonska, drevna majka Makedonija. Ете, неповторно назад во студиото со разговорот, морам да признам навистина песната и зборовите кои што се употребени во неа наежуваат, едноставно кажано. Така, тоа ми го кажува луѓе во коментари и честитки, буквално ме расплака, ме наежи, да си жива и здрава, алал на таа мајка што те родила. И мене солзи ми доаѓаат веднаш од тие коментари. Нема поубаво чувство од тоа кога своето срце со една искрена чистота, со искрена исконска љубов кон својот род и народ допира до срцата на луѓето. Нема поубаво чувство. 100 фестивалски награди, не знам какви, нема шанси да го заменат тоа нешто што те трогнува длабоко во душата. Так. Ги спомена и фестивалските награди, настапи, неодамна беше дел од Роса Фестот, па како помина твојот настапа, некако, како си задоволна од песната, која песна ја отпеа таму? Така, тука настапив по повод 25 годишнината јубилеј на Роса Радио и на вистина организаторите секоја чест направија еден така спектакуларен собир на врвот на кремот на македонската естрада. Инаку беше 19-ти пат поред Роса Фест. Јас со мало задоцнување решив дека сакам да пеам, така да, меѓутоа за мене, како што ми кажа и сум благодарна, секогаш мора да има место кога јас ке посакам на таква манифестација, како еден почитуван, еден од врвните вокали, така, на тој начин ме гледаат. Покажан, така, естраден уметник на македонската музичка сцена. Така, пред се со квалитетен вокал, бидејќи, фала му на Бога, се уште има луѓе кои што го почитуваат квалитетниот вокал. Јас секогаш велам, еден пејач, ако нема квалитетен глас, да е вистински пејач, џабе е се друго, залудно е. Така што отпеав песна, која што ми е подарок, од едно прекрасно момче, кој што има многу хитови зад себе, Сашо Младеновски, тој е од групата Мелодија. Инаку позната нивна песна е Машала, Машала. Значи, знаеме за која песна станува збор, неодамна. Има доста препеви таа песна. Има доста препеви, а што е најтрагично, никој од тие што ја препеа не им се јави да ги праша за дозвола луѓево. Може ли, бидејќи Саша е автор, композитор и текстописец на песната Машала. Барем да имаат доблест колегите да прашаат, обично така тоа иде со прашање. И баш јас се почудив, како може така, не знам, ама добро, секој со својот. Значи, негова е музиката и аранжманот од песнава, текстот е мој, јас го напишав. Саша ми даде идеја во која насока додам и јас го напишав текстот. Меѓутоа, сето тоа излезе на вистина спектакуларно, се одушевија сите од песната. И оваа година така некако се влечеше редослед, ждрепки. Мене ми падна честа да го отворам фестивалот, што не ми се случило, баш беше интересно, онака јас прва и после рад уживав. Па да, впрочем, не се ни видовме ние мало доцнивме, веќе јас веќе заминав. Оваа година се пееше во живо. Идејата и планот и замислата на организаторот на АЦ, прво на директорот од Роса Радио, прво била да се прави тоа со лајф оркестар, нели со цел оркестар. Меѓутоа,
бидејќи е Роса позната дека ги негува исклучиво македонските песни и патриотски и секакви, нашево сегашно министерство не му одобри никакви финансии за да може да плати оркестар човекот, така да ние пеачите моравме да бидеме под стрес еден, да речам, бидејќи кога се пее на матрица е поризично. Еден збор ако пропуштиш, ако заборавиш нешто, после е многу тешко да се приклучиш, да се вклопиш. Ако е лајф оркестар позади тебе, тој ќе те улови, ќе ти помогне, ќе те поттурне, токму така, а на матрица не смееш збор да заборавиш. А тука се работи за нови песни, не пеани, не ни се легнати, не ни се доволно пеани да се зборовите во меморија влезени, така. И тоа е малку стрес. Меѓутоа, фала му на Бога, се излезе добро како што треба. Јас сум задоволна од мојот настап, навистина. Добив многу комплименти. Така да, ете така, се е добро. И изгледаше безпрекорно, морам да те пофалам. А, ти благодарам. Стайлингот беше прекрасен. Уникатен, да речам, посебен. Така нешто да одговара со насловот. За твојот стайлинг, ајде да ги пофалиме. Па јас и мојата креаторка која што ја обожавам и никогаш не ја менувам, Гордана Шокаровска. Значи, ние две го решивме сето тоа. Насловот е "Не е злато се што сјае" на песната, или приказна стара, има така како два наслова. И според тоа, јас бев целата златна леди. Golden lady. Така, одлично, одлично, навистина одлично. Што е следно, Ане, еве, на што би работела, кажа, откри дел со Милан Завков заедно е на тој проект. Сега следи тоа лайв шоу. Многу ми е битен тој проект, значи. Премногу ми значи. А следно ќе правиме видеозапис или спот, како било, на песната со наслов, мојата песна Моминска молитва. И таа е една прекрасна, игрива, весела, така песна, буквално те крева. Те тера да играш. И да не ти се игра, ќе те натера буквално да заиграш, да станеш. Така да и таа песна заслужува еден добар спот. А инаку мои настапи следуваат, имам настапи кај нашинци во Италија, потоа во Шпанија и новогодишните празници ми се во Германија и во Швајцарија. Потоа, после новогодишните празници, заминувам во Америка и таму имам некоја свирка и на Флорида малку одмарање, сончање. Тоа се плановите, така. Така, одлично. Одлично. Оно што е доста интересно и во неколку наврати сме го напоменали е проектот кој што го реализиравте со им продукција, снимање надвор од нашата земја, поточно среде Солун. Ја собра таа храброст и снимивте видеозапис среде Солун. Да. Како испадна сето? Со камери, со цела екипа, со се. Значи... Не ви беше страв дека ќе ве воопшто не санкционираат? Тоа било наше. Так. И јас си го чувствувам како наше, и мојот сопруг исто така. Особено твое. Да. Так. Ова е наше. Ние сме на наша територија, велиме, так. Што? Так. Просто не мислевме на ништо, на никакви реперкусии, негативни последици. И фала му на Бога, нашиот оптимизам веројатно ни помогна, ни привлече една убава енергија, се си излезе онака како смут, толку безпрекорно, лесно, убаво, чисто. Никаков проблем немавме. Си снимавме на неколку локации во сред Солун, никој ниту не запра, ниту не праша, ниту ништо. Се си излезе убаво, бидејќи песната ја опфаќа убавините на Македонија. Да. Добре дошле сестри браќа, песната, или ајде в наша родина. Така, таа е посветена на нашите ширум светот, бидејќи знам колкава е радоста и среќата кога се доаѓа дома во родната грудка. Така да таа енергија ја почувствуваа луѓето и не знам, токму затоа и го вметнавме тоа, дека ајде в наша родина, наше ова, тука сме ние на нашето во Грција. И лани кога бев на концертите во Австралија, заедно со групата Чардак, на секој концерт оваа песна многу се бараше и не ги започнувавме концертите без оваа песна. Навистина прекрасна песна. Тука се автори Сашо Ливрински и Орце Зафировски на текстот. Презадоволна сум јас од сето тоа и како да кажам, таа песна веќе доби видеозапис, меѓутоа можеби не ја доволно форсирам, мислам дека треба повеќе да ја форсирам. Таа песна заслужува да стане еден вистински хит, можам да речам. Па веќе е постаната, ја бара публиката. Доста е барана од страна на публиката. Па предлагам да ги посетиме и гледачите и да погледнеме токму и неа, со токму тој специфичен видеозапис. Така.
sonce kaj što gre, kako doma nigde ne. Dobre došle sestri braća, koji što pošol da se vraća, poskoro od zemlja tuga, kako rodna nema druga. Poskoro od zemlja tuga, kako rodna nema druga. Ете не повторно назад во студиото на Импродукција после овие прекрасни пейзажни предели кои што ги видовме во видеозаписот. Ајде наша родина, ние сме повторно тука, а не покрај тоа што представуваш дефинитивно како еден голем патриот. Голем љубител си на домашните животни и на сите оние бездомни животинчиња, можам да кажам. Да. Од каде таа љубов, од каде таа енергија? Од каде? Како сме скроени, како сме дадени, родени, створени, не можеш да го менуваш тоа. Јас сум од дете таква, од секогаш. Многу имав жал од малечка.
за сите животинчиња на улица напуштени што ќе ги видат. Мајка ми ја имам полудувано, само ќе довлечкам во стан. Мачиња, кучиња, ги носам. Леле, а во стан пораснав и малку нема услови за сето тоа. Меѓутоа ете така. И сум ја доведувала во непријатна ситуација многу пати во автобус кога сме се возеле. Баба или дедо некој кога ќе сум видела, толку ми било жал дека стар. И така, мајка ми се сеќава секогаш некој албанец бил, дедо некој, и јас, дедо, кревче. Или бабичка, ќе ја галам, греутка стара, не може да оди, не може, не знам, од мала сум ги жалела. И до ден денес некако тоа останува, затоа велам, како е карактерот скроен, колку пати се случило од кола да излезам по улица, ќе видам, не може да помине споро, оди, ќе претрчам, ќе фатам под рака, без разлика, стар човек, жена, маж, небитно, ќе ја пренесам преку улица. Па и по доктори сум носела, 2 баби имам на лекари носено. Така да тоа е нешто што човек или го има во себе или го нема. Не може да се стекне тоа. Да, тоа е пред се голема хуманост од твоја страна. Па веројатно, така да кажеме, ете. Така. Како се одмараш, еве, како поминува еден твој неработен ден, без работни ангажмани, без настапи, без свирки, еве, што преферираш? Пред се можеби доволно да се наспиеш, па Тоа везно, спанка сум, докај, што знам јас, докај 9:30-10 морам да си поспијам, за да бидам свежа, да се чувствувам така убаво за обврските во текот на денот. А за мене е најубав одмор читање книга. Значи јас кога читам книга или ќе погледам некоја добра комедија. Многу сакам да гледам комедии, филмови што ме засмејуваат. Бидејќи смејата е нешто што не знам ни носи ведрина, духот ни го подмладува и телото и се. Тука се лачат прекрасни хормони кога се смее човек. И затоа се трудам секогаш во себе да негувам исклучиво убави чувства. Значи, ништо негативно да не чувам во себе. Кон никого ниту трошка омраза, завист, бес, лоша емоција. Тие лоши емоции нас не разболуваат. И душата и телото не ги разболуваат. А убавите емоции, љубовта кон се живо, благодарноста за се што имаме, значи една благодарност на Бога треба човек постојано да има за се што добиваме секојдневно, тогаш верувајте дека и телото се подмладува. И на лицето се гледа човек што има убава емоција во себе, зрачи на лицето. И така да се трудам секогаш, не се трудам, да сум позитивна, да сум оптимиста и па релаксација најубава ми е плажа, море, сончање, книга добра, како што реков. А во зимскиот период само книга? Книга и комедија, а во зимскиот период претежно сме во Флорида, така да и таму имам плажичка, топличко ми е, фала му на Бога. Така да само не ми се исполни желбата. Сите овие 8 пати како сум била јас на турнеја во Австралија, еднаш не ми се погоди да одам кога е таму баш лето. Лето, ама баш лето. Сум одела секогаш кога било или зима, или есен, или пролет. Тие 3 годишни времења ми се менуваат. Никако лето. Па ете тоа ми е криво. Овој период заминуваш за Флорида на некој начин, можеби затоа го пропушта сето тоа во Австралија. Па не знам, не ми се поклопило баш во тој период турнеја да се има за Австралија. Така. Во ред, Анета, ми останува да се заблагодарам за преубавиот разговор, да ти посакам уште многу големи успеси на музички план, сега го и на приватен, и повторно да се погледнеме, да се сретнеме во некоја нова прилика, кога ќе имаш нова песна. Токму така, ви благодарам од се срце. Уште една голема благодарност, значи, на оваа наша соработка, на ова безпрекорна, да кажам, енергија преубава што ја имаме, што во вашава куќа сум секогаш добре дојдена. Ви благодарам и еден голем поздрав до сите гледачи. Луѓе, вие си знаете што е најдобро и секогаш го гледате најдоброто. Интиви се разбира, се дружиме заедно и вие со нас и ние со нив и сите заеднички преку Интиви не поврзува на прекрасен начин. Бидете позитивни, бидете живи и здрави, Господ со вас да е, секое добро ви посакувам и до скоро видување во Австралија, далечната Австралија. Токму така, да. А вака многу блиска преку овие фреквенции. Така.
Русокосата стружанка, преубавата Слагјана Столевска, во изминатиот период направи кавер верзија од добро познатата македонска песна, испеана од грлото на Петранка Костадинова. Станува збор за песната Мајсторе, мајсторе. Слагјана, помеѓу другото, низ разговорот во импродукција, откри дека својот летен период го помина во Црна Гора, што работно, што се одмараше. Повеќе од разговорот со Слагјана. Драги мои, во студиото на импродукција секогаш си имаме прекрасни гости, така и денес. Нашата преубава Слагјана Столевска е во студиото на импродукција. Добре дојде и како се чувствуваш? Добре најдов, ви благодарам. Секогаш добро во вашево студио. Многу ми е драго, пошто подолг период не сум ви била гостинка и навистина ми е прекрасно. И нас ни е драго што конечно не посети. А поводот за твоето гостување е твојата најнова преработка на преубава македонска песна. За која песна станува збор? Станува збор за Мајсторе, мајсторе. Една стара убава македонска песна на Петранка Костадинова. Мислам дека е прекрасна, весела, убава песна, па ете сакав малце да ја повторно да ја оживеам. Така, имаме преубави македонски песни и таа е преубава, зошто токму таа? Дали тоа ради не знам, ради ритамот малце брза и имав некоја замисла во себе си да направам некој интересен спот со млади дечко и девојка како се заљубуваат еден во друг, а јас да бидам само на страна. И така имав идеја. Прво идејата ми беше за спотот, па после за песната, така да мислам дека ќе го реализирам сето тоа. Така, значи најавуваш спот за оваа преработка. Да. Планирам еден убав интересен спот да направам за брзо време. Така, значи за скоро време нашите гледачи ќе имаат можност да уживаат и во убав спот. А сега ќе имаме и снимка од нашето студио. Кои се твоите очекувања? Па моите очекувања, се надевам ќе видам на вашата топ листа. Тоа сигурно, на Полк Евергрин. Да, и дека ќе биде слушана песната повторно, дека ќе се пушта по радијата, по телевизиите. Се надевам, да. Јас тука предлагам да направиме на музичка пауза, ќе го погледнеме твојот настап од нашето студио, а вие, драги мои, уживајте со Слагјана Столевска и Мајсторе, мајсторе. Твојот океан кога поминувам, да
Драги мои, сигурна сум дека уживавте во оваа прекрасна изведба на Слаѓана за песната Мајсторе, Мајсторе. Се враќаме повторно во студиото со мојата денешна гостинка. Слаѓана, летниот период помина доста турбо, можам да кажам, за тебе. Имаше и настапи во Црна Гора. Како си помина, каде точно настапуваше? Прекрасно го поминав овај летен период, навистина турбо, меѓутоа убаво, пошто си споив и задоволство и музика. Работев во Будва, работев во прекрасен ресторан Лидо на Ривиерата, секоја вечер работевме. Имаше доста посетености од македонците, од нашите, значи пеевме, убаво беше да се слушне македонска песна на сред Будва, така да задоволни беа и газдите, задоволни беа и гостите и се надевам дека наредната година можеби и повторно ќе гостувам во Будва. Така. Ти често настапуваш и низ Македонија, Да. и дали има разлика помеѓу тие настапите? Како беше таа публика таму во Будва? Да ви кажам, прекрасна беше публиката. Интересно е што таму се во тој период има премногу гости од секаде, значи не само од Црна Гора, туку има и од Србија, има и од Македонија, така да публиката навистина беше супер, весела. Пошто секој таму дојде на релаксација, да си помине убаво. Ние се трудевме колку што можеме повеќе да ги задоволиме нивните песни, да речем, што ги барат, се бара, да, претежно српски и црногорски. За црногорскиот репертоар беше задолжена мојата колешка која што живее таму, а за македонскиот и за српскиот, за делот српскиот кој што го познавам, бе задолжена јас. И имавме исто колега еден од Нови Сад, така да бевме едно мало друштво мешано, собрано во Црна Гора. Кои песни од македонските најмногу ти ги бара? Најмногу, да ви кажам, македонско девојче ја бара. Не знам, може да би јас ете им представував некое така олицетворение на некое македонско девојче, да. И Јовано Јованки ја бара, Море Сокол пие, тие се значи песни што секоја вечер не поминуваше без нив. Така. А каде во моментов нашата публика може да ужива во твојата песна? Моментално настапувам во ноќен клуб Авангард во Прилеп. Еве ги поздравувам сите пријатели кои што ги имам во Прилеп, кои што се дружат со нас секој петок, четврток, петок и сабота до раните утрински часови. Забавата е супер, се пее се. Забавата е загарантирана. Загарантирана, да. Така, Слаѓана, дали веќе подготвуваш нешто ново, дали публиката може да очекува нешто авторско твое? Да, покрај оваа преработка што ја имам сега, во план ми е, тоест не е дозавршена песна, имам исто снимам моја авторска, која ја снимам во Делчево. Исто така планирам нешто да снимам сега што се модерни и актуелни песни со клавирче, малце само и она како во живо во студио. Имам некоја таква замисла, во подготовка е нешто, ќе биде снимано кај Гоце Цоцевски во Охрид, во неговото студио. И се спремам, во најава ми е една турнеја за во Австралија, во исчекување сум на визата за Австралија. Се надевам дека забрзо ќе биде реализирана, затоа што на 21 веќе треба да почнам со настапи во Австралија, па би сакала, еве, тие што се во Мелбурн, што сакаат да ме видат, може да ме контактираат, значи може да соработуваме, ќе ми биде драго. Пред да кажеме уште некој збор за оваа турнија, да се вратам за авторските песни. Дали ќе ни откриеш каков стил ќе биде таа песна што веќе сега подготвуваш? Таа песна ќе биде нешто за турбо измешано со поп стил, нешто модерно, многу интересно, значи, пак нешто забавно. Нешто позабавно, да. А другите песни кои што сакам да ги преработам се неколку старомакедонски песни кои што се надевам дека многу убаво ќе звучат со клавир и неколку стари забавни песни кои што се подзаборавени, меѓутоа српски. Така се одлучив, сум растела со тие песни и навистина сум поврзана со нив и сакам да ги оживеам малце. Така. А јас мислам дека ќе биде доста интересно и дека нашите гледачи ќе уживаат за скоро време и во нови кавери, нови твои авторски песни. Кога станува збор за австралиската турнија, колку време се планира да се остане таму и со кого ќе одиш? Јас ќе одам со една екипа од Македонија, значи со мои колеги. Таму ќе настапуваме во Мелбурн, ќе останеме 3 месеци. Сега точно не можам да ви откривам на повеќе локации ќе бидеме и јас не сум запознаена точно со точните места, меѓутоа знам во Мелбурн дека ќе настапуваме во Нью Европ во ресторанот на господинот Борис Трајков, еве со
Сега и го поздравувам, ги Поздрав од нашето да, студиото. Поздрав и до сите во Австралија, сите кои што сакаат да се дружат со нас и кои што сакаат да соработуваат, ќе бидеме отворени за соработка во секој случај. Може да не најдат на мојот Facebook профил, на профилот на New Europe. Може Така, слободно да не колку време е планирано? 3 месеци. 3 месеци, 3 месеци, да. Значи некаде до почетокот на пролетта. Така, ете, нашинците ќе имаат можност да уживаат и тие во твојот убав глас. Јас ти благодарам што одвои време да ни гостуваш во нашето студио, ни беше задоволство. Па се надевам дека ова преработка ќе биде одлично прифатена од јавноста и ти посакувам и другите песни да бидат убаво прифатени. Многу ви благодарам на поканата и мене ми е секако многу драго што сум дел денеска од вашево денешно снимање. Сакам да ја поздравам целата екипа која што неуморно работи, пошто ве гледам дека нон-стоп работите нешто ново и ви посакувам успешна година и понатам. Се гледаме, се надевам, ако останам во Македонија за новогодишните празници. Ти благодарам за убавите зборови и за твоето гостување уште еднаш. Благодарам. Заокружуваме оваа наша сцена. Повторна средба ќе ви закажеме за точно 7 дена на истата оваа фреквенција. До тогаш уживајте во добрата македонска песна, негувајте ја каде и да се наоѓате. Довидување.